Секој понеделник ја имаме и редовната рубрика Утро со. Умерен, секогаш смирен во извршувањето на работните обврски и секогаш воден од мотото кратко, јасно и прецизно. Објективното и професионалното известување е она што го одбележа работниот век на нашиот следен гостин во утринската програма. Еден Новиве, нашиот следен соговорник, ја заокружува својата долгогодишна кариера исполнета со низа настани од економијата, уредување на ТВ дневници и дебати. Во редовната рубрика Утро со, минути за нашиот колега, тивкиот економист Свето Николовски. Оваа утринска дружба ќе биде полна со емоции, зашто е посветена на наш колега, кој деновиве ја заокружува својата професионална кариера. Тивкиот економист, кој во трката со времето, со секундите, со предизвиците, секогаш останува смирен. Успева да го контролира адреналинот, карактеристичен за новинарската професија, а неговото мото е полека, смирено, се ќе биде. И тогаш, кога тргнува камерата, кога се палат рефлекторите во студиото, неговото се ќе биде, те мобилизира и те подсетува дека кога повеќе не можеш, тогаш најмногу мораш. Добро утро му посакувам на Свето Николовски. Добро утро, Дида. Добро утро, гледачите на Македонската телевизија. Свето, еве сега можност на Тенане да испиеме кафе надвор од редакцијата, надвор од притисоците, дека ќе задоцниме на некој настап. Секој па се брза од таква професијата, малку повеќе динамично. Низ кариерата, низ 40 годишната кариера, многу снимени ТВ прилози, многу водени и уредувани ТВ дневници, многу дебатни емисии, репортажи, значи нема новинарски облик каде не се докажа. Постои ли некој посебен настан, некоја посебна случка, посебна емисија, што кај тебе буди посебни емоции? Помина многу години, помина многу настани, многу емисии во студио, надвор, на терен, во земјава, надвор од земјава. Меѓутоа, најмногу во сеќавање ми остана едно патување со покојниот претседател Борис Трајковски, неговата прва балтичка турнеја, која беше организирана за многу кратко време и јас бев на дневникот недела и за 3 часа успеавме да се организираме со снимателот и утрото со велето во 4 часа да полетеме Скопскиот аеродром за Варшава. Тоа е едно патување кое што ми остава силен впечаток, затоа што делегацијата беше многу мала, дури бевме и ние вклучени во списокот за да бидеме малку повеќе, такви беа времињата. И тоа ми остава многу силен впечаток, бидејќи за 3 дена посетивме 3 држави, освен Полска, тука беа и Естонија и Латвија. И тоа е едно сеќавање кое што меѓу другите остава посебен впечаток, веројатно и поради претседателот Трајковски кој прерано заврши својата кариера. Поминавме многу убави заеднички моменти, помалку убави, турбулентни времиња, од монетарно самостојување до економска криза. Па ајде малку за згодите и незгодите од нашава професија. Такви беа времињата, за жал нешто во поинаку интензитет се повторува и сега, со последнава криза во Украина, која што несомнено се рефлектира и кај нас, на нашето живење, преку цените на горивата, цените во продавниците. Сето тоа влијае на луѓето. Го споменавте монетарното самостојување, тоа беше изненадување за сите, кога премиерот тогаш Никола Крицев ги појави првите македонски пари современи. Тоа беше изненадување за новинарите и за пратениците и за народот. Беше интересно да се фатат во рака првите пари. А инаку најстресен период во кариерата во тоа време беше пропаѓањето на штирилницата ТАТ. Тоа беше земјотрес во монетарната сфера во земјава и во банкарскиот сектор. Правевме емисии уште првиот ден во студио со 2 вклучени телефони. Ја направивме првата емисија на Македонската телевизија посветена на ТАТ. Следува бројни емисии, после тоа аферата како афера, не знам дали е затворена до крај, се сомневам. Сепак најголемата сметка ја платија оние што верува
во штетилницата, тоа беше тедачите, кој што плати најголемата цена. За жал, од тога се смени регулативата, се зајакна, сега е многу посигурно, многу е побезбедно, нема такви турбулентни случувања, освен тоа имаше редица други. Да ги набројуваме, меѓутоа тоа е дел од нашето живење. Веројатно така и треба за една држава да стане она што е денеска. Секогаш прецизен во информирањето, во пренесувањето на фактите и информациите. Она типично новинарското, кратко, јасно и прецизно, го ја одбележува твојата кариера, твоето известување за банкарскиот сектор, за енергетиката. Од оваа дистанца сега, кој е најголемиот успех, а која е најголемата грешка низ кариерата? Кариерата новинарска е несомнено испреплетена со разни случувања кои што не секој пат зависат од нас. Поентата е на крајот од вестите или на дневникот или на емисијата, без оглед дали е жива или се монтира, е да биде прифатлива за гледачите. Секој пат сум ги сакала најмногу живите емисии. Точно тие се најстресни, меѓутоа тие се најблагодарни и се што го ќе покажете се гледа. Нема кроење, нема разубавување, како што викаме ние во монтажата. Предизвикот во информативната програма во која што ги поминав 33 години во македонската телевизија е тоа што се брои секоја секунда. Вестите треба да завршат 20 минути, дневникот треба да заврши 30 минути. Дебатната емисија 45, 55, час и 30, зависи од бројот на гостите. Најстресна емисија во кариерата во живо, една од дебатните емисии во време на еден од војните циклуси на избори, кога беа во прашање локалните избори, имав 23 гости во студиото, во една од големите студија на македонската телевизија. Тоа беше рекорд, мислам дека не е собарен се уште. И тоа беше уметност, дури кога заврши емисијата, после час и 55 минути, дури тога сватив дека сме направиле нешто кое што помина без проблеми. Најтешко ми било уредувањето на дневникот за време на кризата, војниот конфликт 2001 година, кога вестите буквално доаѓаа во секунда и веднаш ги емитувавме. Тогаш го реализиравме најдолгиот дневник, барем јас кога сум бил уредник, од 1 час и 45 минути. Тоа е стварно премногу стресни времења да не се повторат никогаш на ниту една генерација, меѓутоа требало и помина. Човек со големо Ч, професионалец, но и другар и искрен пријател. Како новинар не дозволи дезинформација да отиде во етерот. Но сега нека ужива во пензијата и нека изгледа еден ТВ дневник понекогаш, зашто ни значи неговото мислење и како гледач. Еве ги и пораките од колегите. Многу личности и новинарски пера доаѓа и заминува, ама ние си останавме како еден тим. Со Свето Николовски, дел од тимот во економската редакција, еве тука и нели и Мето беше исто така. На крајот Мето после толку години, како едноставно ние тројцата да останавме од целиот тој тим заедно. За Свето што може да кажеме? Дека секогаш беше на ниво на задачата, никогаш не преговараше дека нешто треба да реализира, дека нешто е тешко, нешто е лесно. Меѓутоа и секогаш и нас не охрабруваше полека, без голем адреналин да чакориме напред. Секогаш велеше се стигнува до целта и со побавни чекори, меѓутоа нели со главата горе и со голема сигурност. Експерт во секторот банкарство. Едноставно никој не сакаше да го превземе дел од неговите задачи. Секогаш новинарите и оние што доаѓаа, па тие што и беа дел од тимот, се оградуваа кога стануваше збор за тие настани, ама Свето достојно си одеше на настаните што се однесува на банкарството, а и на енергетиката. И сега веќе што можеме да кажеме? Тој станува дел од нашиот тим. И тоа сега веќе јас верувам дека единствено што ќе биде поштеден е будилникот и адреналинот, нели, за вестите што ќе подготвуваше, зашто секогаш се броја секундите од 10 па до 1. Свето остануваат заедничките дружби, муабети.
Сега чекаме ние да ни даваш идеи и теми, да доаѓаш, да пиеме кафе, да се дружиме. Дефинитивно ќе ни недостигаш овде во тимот, на мене и на Мето. Меѓутоа остануваме и најдобрите и најсложните цимери, нели? Да, пријателството во секој случај продолжува и уште поинтензивно. Таа генерација е која што навистина знаеше да пронајде изворни информации, да контактира со луѓето, да заокружи една убава сторија и квалитетно е. И едно ќе кажам за Свето, она што сум го видел во неговата кариера, која што навистина може и утре пак ќе продолжи, не се знае, навистина човекот не направил грешка во однос на информациите кои ги понудил да одат низ нашиот јавен сервис Македонската радио телевизија. Го познавам 20 на години, работевме заедно речиси 10, поминавме стотици, можеби илјадници дежурства заедно во текот на работната недела за време на викенди, за време на празници. Свето Николовски е новинар, колега, човек кој што со големи букви ќе остане врежан во мојата меморија и во меморијата на информативната програма на Македонската телевизија. Професионален известувач за настани од областа на економијата, објективен, непристрасен. До последниот работен ден го задржа чувството на смиреност за време на извршувањето на работните обврски и како новинар и како уредник, особина која е реткост во телевизиското новинарство, затоа што настаните во текот на денот се редат како на филмска лента. Работеше и живееше со филозофијата дека се ќе се заврши. Така стигна и до крајот на работниот век, без недовршени обврски, достоинствено и честно. Му посакувам мирно да си ги живее пензионерските денови и од време на време да изгледа по некои вести, по некој дневник на МТВ и кога ќе се видиме на кафе или кога ќе се слушнеме, да си го споделиме мислењето сега од него како гледач. Кој е Свето кога ќе се изгаснат камерите? Што е она што за тебе не знаат гледачите? Тешко прашање. Како се мотивираш? Каде ја полниш енергијата за предизвиците што ги носи денот? Каква музика слушаш? Точно да слушам музика, добра музика од сите жанрови, од сите времења, од сите генерации. Музика која што и на мојата ќерка и се допаѓа на Јована и што значи дека е стварно на вистинска музика која што буди емоции, меѓутоа ви дава и можност да се одморите, да се релаксирате. Другата тајна е мојата куќа во Радишани, каде што одгледувам свеќиња, најмногу ружима. Таму ги полнам батериите, чист воздух, секој викенд сум таму. Таму и живеев 25 години. Планирам сега повторно да бидам таму почесто присутен. Сакам и добар филм. Обично тоа, бидејќи денот во МТВ е доста турбулентен, сите овие полесни содржини во животот ги користев и ги уживав некаде после 23 часот, што значи некаде меѓу 23 и 1 по полноќ беше на време кога слушав музика, кога гледав филмови добри, читав книги. Тоа е тоа. Свето, сакам да ја заокружам оваа утринска дружба со еден мал подарок за тебе. На ова USB се сите наши заеднички фотографии од убавите моменти што ги поминавме заедно во нашата МТВ. Тука се и фотографии од официјални лица кои секогаш кога ни требаше помош ни ги симнуваше. Се сеќавам. Имаме многу случаи уште за раскажување, но да оставиме нешто и јас кога ќе заминувам во пензија да раскажеме. Ти посакувам многу успех и сега бидејќи ќе бидеш послободен, ќе може и послободно да се дружиме повеќе. Така, благодарам за убавиот подарок. Ова е сепак она што е највредно што останува секогаш. Благодарам на тебе, на редакцијата, на мојата куќа во која што поминав 33 години и благодарам до гледачите кои што се надевам дека квалитетно го поминуваат времето со Македонската телевизија. Секој добро.